Зографот и копаничар Крсте Коловски е вистински продолжувач на една наша долга зографска традиција, што ја збогатува македонската уметничка ризница. Ликовниот говор, како и копаничарскиот занет, го изучил во тајфата на дедо му Коло. Уште како млад зограф и копаничар се учел на основните и специфични правила, почнувајќи од подготвителните работи, па преку изведбата на одредени сцени и актери, до строгиот распоред на ликовите од Ерминијата, што ја наследил од татко му. Јас сум Крсте Коловски, Рафев, четврти Крсте од поколението наше, кои сме од тајфава зографи, од Лазарополе. Ја има работено за време бивша Југославија уште во Ричка патриаршија во Србија, во многу цркви. Има работено во Охридско, има работено во Струшко. А сега во поново време има работено во Скопје, во црквите Свети Димитрија, Свети Ѓорѓија, манастирчето кај резиденцијата на архиепископијата на Охридска и Македонска. Има работено иконостас во Света Петка. Има работено по селата Скопски. На оваа слика и гледаме една фотографија од тајфата на зографите мои предци, кај што работеле некаде, не знам каде да кажам, тоа било многу одамна. Таа била тајфа сгрупирана со повише занаети внатре. Градители, како архитекти, резбари, зографи. Дедо мој, татко, чичко, прадедото овде кад стоите од тајфиве и така од фамилијата наша понатака што вклопени се сите таму, разбираш, што нашите што работале од постарите. Ние сме творци на тие експонати црквени и тоа значи иконографијата и резбата и иконографијата. Ние сме тие луѓе прво што треба да оформиме, па да ја внесеме во црква, па да служат за сврхите на црквата, за верата да ни служат. Така превземале црква, додека се зидала црквата, иконостасот се резбал и се правели иконите, се зографисувале. И понатака кога ќе завршила црквата, се правило пак зидното сликарство, после се ориентирале сите па на тоа. Ерменијата потекнува уште од многу постарите коловци, биле од дедото Коло, кој бил преселен во Лазарополе, а тие биле со татко му Дуле, Дулевци, од селце Тресонче, Тресонечко селце, уште од тогаш и се пренесуваат од колено на колено, кој како
е вклопен во зоографијата и во занаетот кој што работи. И секој од нив така етапно како што ја примал Ерменијата и така запишува по нешто, некои откритија своји и продолжава на знаењата и проширува знаењата. Например, сега, ако треба, например, златово да се лепит, по Ерменијата пишува дека таа се лепит со лук и вода. Во ствари, тоа е едно пишување онака за да се сокрие вистината. Мене ми беше во времето кога ја учев богата тајфата моја, со повише занаети внатре, здружени беа тие, а јас за цело време ги пратев во животот мој и работав. Каде што ќе требаше работав и на едното и на другото, додека се изработат едната работа, треба па другата да дојде понизе. Значи, за да не чекаш, учествуваш и автоматски, и да сакаш и да неќеш, ти е интересно, па и те изазовуват еден мерак за да почнеш да работаш. И тој мерак од волјата, значи, ти ја доловуват убавината од работањето на твоите мајстори, да почнуваш и ти сон. Јас кога учев, паметувам, со деда ми, чичко ми повише, разбираш, покрај него ти чичко е поинтересен од татко. Кога учев, ќе ми даде да тријам таа боја што се вика амболија. Тоа е за лепење на златото. Таа амболија требало да се трие со денови. И сега еден ден ќе триеш додека те заболи драката, другиот ден па ќе прашаш, а лушче? И сега јас ми се деси го прашувам чичко ми, чичко, дали ушче да трием? Па тој ми рече, види мирисни, ако мирисат на лук, тогаш ќе трие на бојата, а ако не мирисат на лук, тогаш треба ушче да се трие. Ја, мирисни. Мирисам, нема луковина да мириса, денеска мирисам, утре мирисам, нема. И знаеја тие дека 3-4 дена треба да се трие. Ќе дојдеше после веќе мајсторот, ќе видеше дека е триена, ќе ја пробаше, ќе ми речеше, готово е, па еве мирисат, ќе ми речеше луковина. Под сугестија, разбираш, ќе ти замирисат луковина. И почнав и ја да работа со нив, па имав и доста успех имав. Работавме, многу години работавме со резба, прво сум работал, па после од резбата, после изографијата, например. Сето тоа заеднички ми дошло, разбираш, во приликите мои, за да можам да го сватам, да го разберам. Најмногу ме привлекува, се ме привлекува, меѓутоа највише ме привлекува иконографијата. Таа тука има едно големо богатство, што во неговата работа, во технологијата на иконографијата, има многу деликатни работи и прецизни работи. И тука има поле за усавршување. Тука може да се оди, да се напредува и да се види напредувањето, например, да се покаже тоа на видело. Затоа ме привлекува мене највише тоа иконографијата и јас сум се трудел најмногу тоа златото, позлатата и тоа се
Макар и за најднешно време е малце тоа скапа работа, со злато работа, златото е многу скапо, па не може да се експериментира многу околу туе, тоа треба големи финансиски средства. Например, токот, процесот на една икона треба со многу денови да се оди. Кога треба една икона да ја грунтираш 15 пати, да се премачка, за да се покрие платното од озгора, треба да се знае и сошто и како, тоа веќе е техничка работа. Тоа се кажува, али уметноста внатре сега, што треба да ја израдиш. Например, само во сликање, драпери, едно и друго, например, и во самите ликови. Овие се посебни ликови, посебни драпери. Драперијата треба на секој светец да ја знаеш како ја носел. Зашто ако ја направиш инаку, не е тој. Секој ја познава, тие се портрети. Например, да направиш ти на Исуса Христа драперија поинаку, тој нема да биде Исус Христос. Сите го познаваат дека е тако. Да му го направиш ликот другчи, сите го познаваат дека е другчи ликот, не е тој Исус Христос. Сега, тука е работата. Што треба суштината да му ја фатиш на сликањето. Портрет посебен, да е како човек, например, ликот човечки, вака, во живо, ќе се послужиш со модел некој. Ама, кај што е ова сега, ова продуховен лик, тука треба некако со чувствата да го насликаш. Чувството внатрешно го произведуваат ликот, например. Житијата негова, битието негово, треба да е адекватен ликот на битието негово. Тие работи се вежбаат и тие работи не може брзо да се сватат. Зографот Крсте Коловски има излабено и неколку иконостаси. Последниот што излегол од неговите раце е овој што го краси неговото зографско ателје. А на него како украс светите седмочисленици, 4 се словенски и македонски светители – Кирил, Методи, Климент и Наум. Ја има глетава наследено од прадедовците. Например, црквата во Лазарополи што е работана, резбата е изработана од тајфата таја иста, а бил главниот мајстор Наум Пелтекот. Фамилиарно бил осамен и бил вклопен во нашата фамилија, бидејќи биле и комшии до душа тие. Копаницата имаме, видите, разни глета, например. Сега малку имат и некои помагала, например, машински, али тие се машински помагала ради побрзо нешто да преработиш, а иначе битните работи што требат, прецизните и финесите да ја даеш, тие се само рачно со гледца.
Оваа црква се вика Свети Ѓорѓе манастир, кој требаше да се зографиса и да се направи иконостас. Јас бев почестен да има таа среќа, за да падне изборот на мене да зографисам целата и да направам иконостас со иконографијата. И така ја работев неколку години. Мислам дека успешно завршив и сето тоа, разбираш, е изработено со волја, прецизно, со мерак и тоа. Крсте, вие сте и зограф, и иконописец, но и таписерист, така да се рече. Оваа таписерија уникатна што е зад нас е ваше дело. Кога настана? Оваа таписерија е настаната во времето од 48 до 50 година. Во задрugата Кочо Рацин, село Лазарополе, јас тога бев член и бев дизајнер на килимарството. Пред војната ја завршив со учението на зоографијата, па после ослободувањето се формира во Лазарополе килимарска задруга и таа килимарска задруга ми даде повод мене да ја можам да се преориентирам, да со времето работиме и да запослиме нови луѓе, нова радна снага, на нови занаети за нас. Тоа беше килимарството со кое се бавеше со гоблени и уметнички гоблени работевме. Имам изработено доста такви уметнички гоблени во таа наша килимара. Таа беше една, просто речена, школа, разбира, за учење на килимарство. И така добивме една идеја да направиме една фолклорна група, бидејќи таа фолклорна група кај нас живееше по традиција. Тоа е тешкото. Направив прво скица, по која треба да се изработи. Цртежот се работи во милиметарска хартија, се преведуваат од уметничка слика, па после се преведуваат во коцки. Тие коцки покажуваат јазли на самиот гоблен која треба да се врзува, а таа работа негде мене ми зеде околу 4 месеци ја работав на него. Затоа што тука има многу бои, сите бои тие требаше да се фарбаат, а тие бои се негде основни има 12 бои и од сите основни 12 бои по 4 нијанси требаше да се офарбаат. Тие 50 нијанси сите требаше да се офарбаат на волна. Постигнавме сето тоа и почнавме со работа. Избравме неколку килимарки, најдобри што беа. Така, под моје водство, врзувавме на јазли. Тоа е работено на 250.000 јазли во квадратен метар. Скоро 2 години го работавме тој килим во време распон, ако се земе од идејата до завршетакот на килим. Така, оваа фолклорна група е на традиционалното место поставена, кај што секој празник, секоја недела, секое слободно време работаше
во ствари се собираше и се играше во полето, односно во Лазарополе, на ова место. И така настанува тоа тешкото во оваа таписерија. Оваа таписерија е работана со многу внимание заради тоа што самите фолклористи кои тога тие застапуваа една фолклорна група, тоа фолклорна група Тешкото, репрезентативна беше и се знае луѓето кои бе учесници во неа, така да самите ликови се разпознатливи внатре. Само за жал, сите се од овие, само двајца се живи, другите се сите починати. И тој ми е многу драг килим. Иако има такви килими повише, само тие не се тука, тие се појдени по светов, по изложби и таму останати откупени и сето тоа. Имавме многу битни такви гоблени. А имавме и многу портрети од нашите државници, изработени на гобленски начин во нашата работилница килимарска. Повеќе цркви има живописано крсте колоски, меѓу нив е и црквата Свети Димитрија во Скопје. Видниот талент и чувство за облагородување на крутиот византиски сликарски јазик ни даваат право да кажеме дека во работата на Крсте Колоски живее во еден модерен облик македонската традиционална уметност. Сега како се учи зографскиот занаат? Како се учите, едноставно ќе доеш кај мене, ќе почнеме со работа ако имаме работа во ствари, ако немаме работа и не можеш и практично да научиш. Тука треба да поминете најмалку 3-4 години. Да се извежба, тоа е вежбање. Кажувањето, занатот е многу малку, меѓутоа вежбањето во работањето, во исправањето, тоа е долго време.